Нова тема која што секако ја засега најмногу текстилната индустрија, најмногу го засега можеби во моментов штип. Од таму разговараме со активистката Кристина Ампева од Гласен текстилец. Добро утро. Добро утро. Господја Ампева, за да дојдеме до главното прашање, тоа е каде треба да се бара секако одговорноста. Во дел од овој разговор Жижек вели дека оние кои што имаат позиција на моќ некогаш го искористуваат како оправдување COVID-19 за да ги остварат своите цели. Во таа насока, бидејќи Гласен текстилец, примарната одговорност ја лоцира кај газите кои што остваруваат профити во фабриките, да се информираме прво каква е стапката на заразени во текстилната индустрија која барем во текот на минатата недела беше во огромен пораст. Ситуацијата е се уште иста, значи бројката не стигнува ни после 2 недели веќе. Ова можам слободно да кажам, како што кажи нашиот градоначалник, во можеби е трет бран на коронавирусот во Штип. Одговорноста дали ја предавам само на работодавачите? Не. Видите, вие имате институции во држава кои што се платени од мене, од вас, од граѓаните, од тие работници што ги збориме, кои што треба да внимаваат доколку некој не се придржува до мерките за препораките. Ако велиме треба да има во фирмите растојание, дезинфекција, се што е потребно согласно процедурите кои што ги даде Комисија за заразни болести, ги преточи во уредби владата на нашата држава, вие треба да имате институции кои што ќе отидат ќе видат дали тоа се е регулирано како што треба. Така, пред да дојдеме до институциите и она што тие треба да го направите, зашто вие апелирате. Гласен текстилец сте гласни. Постојано посочувате каде лежи дел од одговорноста. Во ваква ситуација се поставува прашањето на кое што одговорот е недвосмислен секако, дали е поважен профитот или здравието. Здравието секако. Меѓутоа, како може да се најде тој баланс за текстилните работнички и работници да продолжат да работат за свој секако личен доход, да продолжи секако продукцијата, но во исто време да се биде заштитен на работното место? Видете, ние имаме работодавачи кои што 30 години се научија на овој систем, бидејќи тоа им е наједноставно. Не мора да вложуваат во нова механизација, автоматизација на производството и слично. И сега, во последно време, баш и вчера имав прилика на една телевизија да видам како се жала дека нема нарачки и слично. Јас на неколку пати од март месец, тоест потенцираме кои ќе бидат проблемите, што ќе се случува, дека мерките, парите од влада што ги земаа, дека се прерано. Значи, тие мерки беа дадени во моменти кога текстилната индустрија не осеќаше некаков проблем. Сега имате вие глобална мобилизација низ цел свет, каде што синдикати, организации на работодавачи, здруженија бараат финанси од брендовите, оние за кои што ние шиеме 30 години. Од тука нема апсолутно никаква заинтересираност да се поведе и од нашата држава некоја таква акција. Мерките беа предвремени и сега велат од септември пак ќе бараме. Имате работодавачи кои што немаат проблем никаков во целиот овој период, како конкретниот работодавач вчера што се појави на телевизија, уште малку солзи на очи да му навреа. Знаеме сите добро дека овие работници беа со години платени по 6, 7, 8 илјади денари. До толку да немаат направено залихи за да сега исплаќаат плата, баш и не верувам. Мерките од владата си се тука, беа дадени и веројатно ќе се даваат, иако сме сиромашна држава.
не знам, мислам дека немаат идеја и само се бараат финансии, само колку е тешко и слично. Никој не ги праша сиот овој период работниците колку ви е на вас тешко, колку на вас ви се намалени платите, а работевте преку време, работевте во саботите, работевте во неделите, работевте за празниците, работевте во денот кога се одржуваа изборите. Како што впрочем работниците во текстилната индустрија тоа го прават и кога нема пандемија. Па во принцип, да. Ние неодамна разговаравме овде во утрински брифинг со градоначалникот на Штип Благој Бачварски, кој што напомена дека дел од оние фабрики каде што има доста заразени се затворени, меѓутоа исто така напомена дека ингеренциите на локалните власти се до некој степен ограничени. Од тој аспект тогаш попрецизно, кој е тој кој што има поголемата улога, поголемата фотелја, кој што треба да подвлече линија и да рече веќе е доста, прво мора да се грижиме за здравјето на работниците, а потоа за профитот на газдите. Дали можеби недостасуваат инспекции, можеби треба да се прават поголеми контроли, бидејќи ова се исклучителни околности, ова не се истите околности како пред 6 месеци. Вака слушам и читам секакви коментари дека градоначалникот треба да направи ова, градоначалникот треба да направи она. За нас кои што работиме со закони, со уредби, кои што следиме најнови измени, нели, во законодавството или сега во вонредната состојба, можеме да слободно да известиме јавноста, па и самите работници, дека општинскиот кризен штаб и градоначалникот како институција немаат апсолутно никакви ингеренции во овој дел. Вие не смеете да им забраните работа како градоначалник, не смеете да се мешате во приватниот бизнес. И толку е, точка. Затоа имате институции кои што може да го направат тоа. Ние сме дел од општинскиот кризен штаб. Ги следиме состаноците, правиме записници, даваме мерки и препораки и нашето е до тука. Нели, ако знаеме дека некаде има прекршување, праќаме соодветно инспекција. Што да кажам за трудовиот инспекторат? 20 инспектори изминатиот период, не знам, ги секој ден пуштаме барем по 2-3 барања за инспекцијски надзор. Значи, збориме за прекршување од работен однос. Намалени плати, немање додатоци на плата, исплатена помала плата од минималната. И луѓето се на терен. Збориме за 20 возрастни луѓе од 60 на години. Безбедност и здравје при работа, исто. Значи, имаме сознание дека некаде го чуваат средството за дезинфекција само ако прати Кристина Ампева инспекција. Одиме, проверуваме дали, ги праќаме да проверат дали е се во ред, дали има растојание меѓу машините, дали има сапуни, значи збориме дали има сапуни. За елементарните така услови. Ете така. Фала Богу се вклучија конечно МВР во превозот и тоа многу фалеше целиот овој период во Штип. Јас на неколку напрати реков дека јас за време на полицискиот час, за време на карантините, па и сега јас полицаец неам видено. Мило ми е што сега се вклучија барем во превозот и вршат редовни контроли. Главната институција која што во моменти треба да преземе одговорност. Градоначалникот може само на добра волја да се јави кај работодавачите и да им рече еве, ваква и ваква е ситуацијата, имаме сознание од Центар за јавно здравје Штип дека имате поголем број на заболени. Затворете ја фирмата, дадете годишен одмор. Тоа е прашање дали работодавачите ќе постапат, дали ќе го послушаат градоначалникот, бидејќи градоначалникот нема што да се меша во приватните бизниси. Меѓутоа инспекторатот има. Инспекторатот за државниот санитарен и здравствен инспекторат има. Неколку пати веќе повикувам за да се смири ситуацијата. Ние не ни требаше воопшто да дојдеме до ова дережи. Штип го знаевме контекстот кој ќе биде, од кај ќе излезе проблемот. Знаевме дека тоа ќе биде преку превозот, преку конфекциите и слично. Меѓутоа, тука државниот санитарен и здравствен инспекторат на кој што му кажавме, луѓе, имате член во вашиот закон кој што се однесува за вашите надлежности и вашата работа, меѓу другите членови и ставови од членови, имате еден кој што вели инспекторите во вршење на инспекцијски надзор се овластени да забрана дејност во објект кој представува непосредна опасност за ширење на заразни болести и епидемија.
И бараме врз основ на овој член ДСЗИ да не се оградува од своји ингеренции, да се изврши инспекцијски надзор, да си влезе во текстовите фирми, каде има голем број на заразени работници, да забрани работа. ДИТ, Државниот трудов инспекторат, извинете што зборам со кратенки, ДИТ во тој момент би требало да каже не сте дале годишен одмор, повелете вака, направете го тоа отсуство на вработените. Меѓутоа, мене ми е навистина преку глава да гледам што се случува во мојот град, бидејќи Центарот за јавно здраве ни е преплавен од брисови, од анкети и слично. И само се шири вирусот од една фирма во друга. Значи не збориме сега само за текстилните компании, имате заразени секаде. Имате по институциите, имате секаде. Меѓутоа институциите се тие државни институции, општински институции, кои што без проблем си се договараат, го затвораат тој оддел, се дава само изолација 14 дена, се враќаат на работа. А ние овде мораме да молиме, зашто ДСЗИ вели тие закони, тие членови се направени пред вонредната состојба. Тој закон е за нивното работење. Понатаму во уредбите се може да се доуреди нечија надлежност. Меѓутоа збориме за еден од постулатите на надлежноста на ДСЗИ. И вие најавивте тужби за некои од инспекторите, ако не се лажам. Ми е жал што морам да одам до таму, не ќе да правам блокада на институции или нешто слично, меѓутоа ако ја видите бројката на заразени во Штип, ако видите колкави е нашиот здравствен капацитет во Штип, вие мора да преземете нешто. Ми е мака веќе да го гледам мојот град во оваа ситуација. И јас разбирам дека битен е профитот, битни се платите, но на крајот, ако немаме здрави луѓе, здрави вработени, кој ќе ги работи на тие машини? Секако. И во тој синџир, доколку една институција не врши својата работа... Можам да кажам клучна институција. Со оглед на своите надлежности, кои што само таа има ингеренција да превземе конкретен чекор, со тоа му отежнува на системот, па утре имаме проблем со здравството на сметка на неработењето на некои од инспектори. Ампева, тогаш, за крај на овој разговор, што е следно што можеби вие ќе го преземете ако ваквата ситуација трае со денови и статус кво? И јас пак ќе речем, не ни требаше ние да дојдеме во оваа ситуација, доколку сите државни институции си беа на ниво на задача. На крајот од денот тие институции се платени од нас граѓаните, од работниците од приватниот сектор, да не речем. После овој разговор одам да поразговарам со нашиот правен тим, што ќе правиме во однос на тоа што ДСЗИ постојано се вели дека не е нивна надлежност, дека не можат, дека не е тоа нивна работа, дека тука постои пазарен инспекторат, трудов инспекторат, Центар за јавно здравје. Ќе разговараме да видиме кои се следните чекори. Пак ќе кажам, жал ми е што мораме да идеме до оваа инстанца, меѓутоа на крајот од денот ќе размислиме дека од 1 септември нашите деца треба да се враќаат на школа. Работничките со деца до 10 години, сега со деца во предучилишна возраст, секојдневно се соочуваат со откази. Која е нашата улога тука ако не преземеме ние нешто како здружение? Мислам, ингеренциите ни се нула, меѓутоа да ги натераме останатите да работат. Ова што ни се случува во Штип е алармантно. Секако. Искрено е. Секако. Затоа и дел од оние прашања кои што ги третира утрински брифинг. Ампева, ти благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и вас.